Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, денеска на празникот Свети Трифун сме во посета на Теквешкиот регион, препознатлив по лозарството и производството на вино, кои се далеко прочиени како високо квалитетни производи. Денеска сме во Неготино заедно со градоначалникот, каде што навистина го славиме Свети Трифун, празникот на лозарите. Во разговорите со лозарите и производителите на вино, кои што во континуитет заеднички ги правиме, се сложивме дека има простор за уште поголема поддршка и помош кон оваа значајна земјоделска гранка, која е текако значајна за целокупното наше стопанство. Во изминатите 2,5 години, како централна и локална власт, покажавме што значи вистинска грижа за земјоделците, вклучително и за лозарите. Конкретно, овде, во Теквешијата, државата превзеде обврска и го реши долгорочниот проблем со предаденото, а не платено грозје во приватните винарии. Се исплатија сите заостанати субвенции и навремено го следиме секогаш она што е потребно за лозарите како поддршка во делот на одржливото работење во лозовите насади. Денеска долгот кон овие лозари целокупно е исплатен. Со измените на законот за вино се олеснуваат условите за производство на вино на малите винарници и на физичките лица производители на вино, што е тековен тренд во светски рамки и влијае позитивно на развојот на винскиот и руралниот туризам. Сите измени се во насока на остварување на поголеми приходи за лозарите и за виспите, но и поголем извоз на вино и девизен прилив за државата. Преку низа на реални мерки и политики, сериозно вложуваме во земјоделството и тоа ќе продолжи да го правиме и во иднина. Продолжуваме да се бориме за нови пазари, да обезбедиме сигурен пласман и добри откупни цени, преку отварање на откупни пунктови и нови винарски визби. Новата програма во делот на земјоделството содржи квалитетни решенија кои имаат за цел уште повеќе да го напредат земјоделството. Меѓу нив секако е изголемувањето на процентот на субвенционирањето на нафтата за земјоделската механизација, кој од 30% го зголемуваме на 50%. Како одговорна партија продолжуваме и понатаму да го слушаме гласот на граѓаните и заеднички да работиме на решенијата за нивните потреби. Остануваме посветени на подобрување на условите во земјоделството со цел оваа стопанска гранка да ја направиме поатрактивна за нашите граѓани. Нека е за многу години празникот Свети Трифун.